Почитувани, граѓаните на Република Македонија на 11 декември јасно се изјаснија дека ги поддржуваат проектите и реформите предвидени во програмата на ВМРО-ДПМНЕ, кои значат просперитет на земјата. Тие не гласаа за постизборни измами кои ги наметнува криминогениот СДСМ преку Сеалбанската платформа, потпишана во Тирана. Граѓаните на Република Македонија не сакаат редефинирање по урнек препорачан од други држави, ниту пак сакаат менување на устав и вметнување на тиранската платформа во него, како што препорачува албанскиот министер за надворешни работи. Граѓаните сакаат обединување околу државните и националните интереси, но она што се нарекува единствена Македонија. Секој ден народот ги слуша креаторите на неуставната тиранска платформа како ја негираат и напаѓаат Македонија, а криминогениот СДСМ молчејќи го прифаќа редефинирањето на Република Македонија. За разлика од тиранската платформа, која нашата држава ја уназадува и оддалечува од евроинтеграциите, ВМРО-ДПМНЕ го нуди манифестот за единствена Македонија, кој нуди разни решенија за доближување на нашата цел, а тоа е влегување во семејството на Европската Унија и НАТО. Токму затоа ВМРО-ДПМНЕ, водена од интересите на граѓаните, нуди решенија како да се подобри и обезбеди поефикасна прекугранична соработка во соседството. Затоа корисно е формирање на европски регион помеѓу Република Македонија и соседните земји за подобро искористување на европските фондови, особено во делот за зачувување на природата, водите и транспортните коридори. Што има СДСМ против овој елемент во манифестот? Зошто со тиранската платформа ја оддалечува Република Македонија од нашата обединувачка цел, а тоа е членството во Европската Унија и НАТО? Криминогениот СДСМ со оваа неуставна платформа има за цел да го смени и уставното име на Република Македонија. Затоа ВМРО-ДПМНЕ преку манифестот за единствена Македонија предлага партиите да се договорат да не се прифаќа промена на уставот со цел промена на уставното име. ВМРО-ДПМНЕ нема да прифати идеи и предлози кои ќе го загрозат македонскиот и национален идентитет, кои ќе го загрозат засебноста, ќе загрозат засебноста на македонската нација и на македонскиот јазик. Зошто СДСМ не се согласува со овие предлози? Дали основната причина е тоа што СДСМ е уценет со криминалите што ги има сторено нивното раководство во изминатиот период? Нема да дозволиме некој за да се спаси од сторените криминали да го продаде нашето име. Зоран Заев и криминогеното раководство на СДСМ нема да побегнат од правдата. Нема да дозволиме кое било решение да биде прифатено од страна на политичари и поединци, влада или собрание, без претходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум, а при тоа мнозинството граѓани кои ќе излезат на референдумот да се согласат со можното решение. Поради сето ова, манифестот за единствена Македонија предвидува уште еден важен елемент, а тоа е воспоставување редовен диалог помеѓу секоја власт и опозиција за прашања од национален интерес. Бидејќи диалогот треба да се одвива и решенијата да се изнаоѓаат секогаш во рамки на институциите на Република Македонија од страна на представници, се разбира кои се избрани од граѓаните. Тоа е најефикасната заштита од надворешните влијанија или реализација на агенди кои не потекнуваат од заедничкиот интерес на македонските граѓани. Манифестот за единствена Македонија е создаден со цел да има обединување околу националниот интерес. Со одбивањето на манифестот, СДСМ докажува дека тие не се за обединување, туку дека се тие за поделби. Нив им е поважно да веруваат дека преку прифаќањето на тиранската платформа ќе се спасат од затвор. Затоа народот е на нозе. Затоа Македонија се буди.